Жените земјоделки добија грант до 6000 евра од вториот јавен повик за мерка 115, поддршка на активен женски член на земјоделското стопанство или позната како мерка рурална жена. Министерот за земјоделство Липчо Николовски истакна дека поддршката за жените во земјоделството е важна затоа што тие се стожер на земјоделските рурални семејства. На вредните домаќинки кои работат и создаваат во сите наши рурални средини, онаму каде што им е домот и семејството. Нашата заедничка приказна започна во 2019 година, кога креиравме посебна мерка во програмата која што наменета беше токму за вас. Како Министерство, нашето активно залагање за родовата еднаквост со поголема сериозност започна со подпишувањето на декларацијата за подобрување на социјалната и економската положба на жените од руралните средини, се сеќавам во 2019 година, каде што Министерството, заедно со Министерството за труд и социјална политика, со останатите наши партнери, Националната федерација на фармерството, кои што се вклучија во тој период, се заложивме токму низ тоа отворено партнерство при креирањето на политиките и тогаш започна токму или се создадоа условите за реализација на истата. Истата година се подпиша меморандумот за соработка со UN Women, од каде што произлезе формирањето на посебна работна група, составена од повеќе представници на различни државни научно-образовни институции и земјоделски здруженија. До сега за оваа мерка беа објавени 2 јавни повици, а интересот кој што се потврдува или се покажува на истите огласи ја потврдува и постигнувањето на целта која што имаме замислено. Да, жените од руралните средини, жените земјоделки да добијат посебна мерка и посебна специфична поддршка. Првиот јавен повик беше реализиран минатата година со доделени договори за грант во износ од 3000 евра за 250 жени регистрирани како носители на земјоделско стопанство.